Почитувани, нашата земја се соочува со значителни проблеми во однос на квалитетот на амбиентниот воздух. Секоја година концентрациите на одредени загадувачки супстанции ги надминуваат граничните вредности кои се пропишани во националното законодавство. Проблемот постои на многу места во нашата земја, посебно во густо населените поголеми урбани средини. Генерално, од досегашните анализи може да се забележи дека појавата на надминувањето на граничните вредности е најкарактеристична за PM10 частичките и представува најголем проблем, особено во зимскиот период, каде што се забележува значително зголемување на вредностите, односно концентрации кои се за дури и десетина пати па и повеќе поголеми од пропишаните среднодневни гранични вредности. Во таа насока неопходно е спроведување на краткорочни и среднорочни мерки за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на воздухот. Постојните процедури за подготовка на плановите за квалитет на воздухот се соочуваат со тешкоти во спроведувањето, па од тука и предложените измени и дополнувања на законодавството за квалитет на воздух се фокусираат на обврските и процедурите за усвојување на плановите за квалитет на воздухот и краткорочни акцијски планови. Исто така, дефинирани се критериумите за соодветна подготовка, како и специфичните мерки што можат да ги превземат општините и владата. Понатаму, надзорот е зајакнат со давање на овластување на други инспекторати да го следат спроведувањето на ваквите мерки. Пропишаните процедури и мерки се рефлектирани од Директивата 2008/50 на Европскиот парламент и на Советот од 21.5.2008 година за квалитетот на амбиентниот воздух и почист воздух за Европа. Во согласност со директивата, дефинирани се фиксни и индикативни мерења. Индикативните мерења се дадени како алатка за општините во кои нема податоци за квалитетот на амбиентниот воздух. Независно дали тоа е резултат бидејќи не биле опфатени во државната мрежа за мониторинг или пак немаат воспоставено локални мрежи за следење на квалитетот на воздухот. Во зоните и агломерациите, каде што нивоата на загадувачки супстанции ги надминуваат граничните и целните вредности, како и секоја релевантна маргина на толеранција, се утврдува обврска за подготовка на план за квалитет на воздухот. Листата на зони и агломерации ја донесува Министерството на годишно ниво и е јавно достапна и се доставува и до локалните власти. Општините, утврдени во листата, се должни да изготват планови за квалитет на воздухот. Секоја општина со население над 35.000 жители има обврска да подготви план за квалитет на воздухот, без оглед на тоа дали е забележано надминување на граничните вредности. Општините кои се дел од истата зона или агломерација можат да донесат и заеднички план. Планот го подготвуваат градоначалниците и тие можат да формираат координативно тело за овие цели. Подготвените планови потоа се испраќаат до Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство за одобрување, а потоа се донесуваат од Советот во општината. Планот потоа е јавно достапен во согласност со барањата на Европската Унија, како и годишниот извештај на градоначалниците за спроведувањето на планот. Плановите содржат конкретни мерки за периодите на високи концентрации на загадувачки супстанции и специфични мерки за ранливите групи и децата. Министерството за животна средина исто така годишно усвојува листа на зони и агломерации, каде постои ризик за надминување на граничните вредности. Листата може да се надополнува по потреба. Општините се должни да подготват краткорочни акцијски планови со специфични мерки за намалување на ваквите ризици и или должината на пиковите. Плановите
ги подготвуваат градоначалниците, а ги одобруваат Министерството за животна средина и Министерството за здравство, а ги усвојува Советот на општината. Плановите се состојат од специфични ефективни мерки за контрола и, кога е потребно, мерки за ограничување, забрана или реорганизација на транспортот, работното време, градежните работи, капацитетите на индустријата, грејењето на домаќинствата, инспекцијата и така натаму. При донесувањето на овие мерки се земаат предвид и техничко-технолошките процеси и можните значителни штети. Претходната можност за давање препораки од страна на владата со овие измени и дополнувања се трансформира во можност со случај на зголемено загадување за изрекување на конкретни мерки од типот на реорганизација, забрани и ограничување, кои се донесуваат со наредба донесена од владата на предлог на министерот за животна средина, внатрешни работи, економија, здравство, труд и социјална политика и транспорт и врски. Мерките за справување со деловниот сектор се донесуваат во консултација и договор со нив. Во текстот на законот се вршат и усогласување на глобите пропишани со Законот за прекршоци и соодветно се категоризираат во различни опсези за микро, мали, средни и големи компании по потреба. Одредбите за инспекција се преработени со цел да ги рефлектираат новите постапки и мерки кои се предвидени со Законот за инспекција. Благодарам.